Минатата година во земјава биле собрани вкупно 637.471 тон комунален отпад, што е зголемување во однос на претходните години, додека проценките за вкупно создаден комунален отпад се 790.866 тони, што е намалување во однос на претходните години. Целокупното количество на собран комунален отпад се фрла на депонија. Секој жител минатата година создал во просек по 438 килограми комунален отпад, што е намалување во однос на претходната, кога секој жител во просек создал дури по 503 килограми комунален отпад, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Комунален отпад е отпад кој се собира или со него се постапува од или за општините. Го опфаќа отпадот од домаќинствата, вклучувајќи го масивниот отпад, сличен отпад од комерцијални трговски дејности, службени згради, институции и мали бизниси, отпад од дворовите и градините, уличен смет, содржината на отпадните контејнери и отпадот од чистењето на пазарите. Податоците од колективните постапувачи што доставиле извештаи до Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека 65% од вкупното количество отпад од пакувања пуштен на внатрешниот пазар бил рециклиран, односно од 80.575 тони отпад од пакување пуштен на пазарот биле рециклирани 52.605 тони. Трошоците за заштита на животната средина во 2024 година изнесувале 10 милиарди 503 милиони 523 денари или 169,4 милиони евра, додека од даноци поврзани со животната средина во 2023 година биле собрани 12 милиарди 198 милиони 700 денари или 196 милиони евра. Бензините, дизелот и екстралесното масло за домаќинствата поскапуваат за половина денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Новата цена на бензинот Евро Супер БС 95 ќе изнесува 70,5 денари за литар, Евро Супер БС 98 72,50 денари. Дизел горивото е Евро Дизел 65 денари, а маслото за горење екстра лесно 64 денари. Се зголемува и малопродажната цена на мазутот за 1,42 денари за килограм и ќе изнесува 33,649 денари. Со одлуката на регулаторна се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,23% во однос на одлуката од 22 месецов. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек кај бензините за 1,908%, кај дизелот за 1,970%, кај екстралесното масло за 1,282%. Курсот на динарот во однос на доларот во изминатиот период е понизок за 0,181%, наведува Регулаторната комисија за енергетика. Иранските трговци протестираат поради рекордно високата девалвација на домашната валута, риалот во однос на американскиот долар. Илјадници трговци во центарот на Техеран протестираа и ги повикаа другите да ги затворат продавниците и да им се придружат. Полицијата не интервенираше на вчерашниот протест на кој беа извикувани и антивладени слогани. Денеска еден американски долар се менува за околу 1,38 милиони риали. Поради забрзаната девалвација растат цените на храната и другите неопходни артикли. Според Државниот центар за статистика, инфлацијата во декември изнесува 42,2%. Цените на храната се зголемиле за 72%, а на лековите за дури 50%. Албанската опозиција, предводена од Демократската партија, пред владата во Тирана одржа говорница на пратеници и граѓани. Пред насобраните се обратија представници од неколку градови, меѓу кои од Валона, кои ја обвинија владата за проблемот со 5-дневниот прекин на водата за пиење. И останатите не поштедија зборови за осуда на владата на премиерот Еди Рама. На говорницата последен се обрати демократскиот лидер Сали Бериша, кој рече дека новата година ја започнуваат со протести, дека опозицијата е посилна од кога било и од актуелниот наркодиктаторски режим се распаѓа.
Порача дека никој не треба да заборави дека моќта на идеалите е најголемото оружје од сите оружја. Зад говорницата беа поставени и маскоти со ликовите на Рама и членови на владата во затворска униформа и лисици на рацете. За разлика од последниот протест на кој беа фрлани молотови коктели кон владиниот објект, овој протест помина мирно. Времето денеска сончево и студено, со мала до умерена локална облачност, ќе дува засилен до силен северен ветер, наместа ќе има услови за провејување на снег. Во Скопје претежно сончево и студено, време со умерен ветер од северен правец. Во следните денови не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, прогнозира управата за хидрометролошки работи. Попладне во западните делови ќе има услови за слаб локален дожд, а на планините снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец.